Планови и размислувања има, но не и стратегија за престојната учебна година. Институциите доцнат, учениците и професорите трпат, вели за Алфа, наставничката по македонски јазик Анита Станинова Мирчева. Се доцни со овие работи, дека требаше од март месец веднаш да се започне со некаква подготовка, но со оглед на тоа каде сме, што сме, какви сме, мораме да размислуваме што сега, што понатаму, да не се враќаме назад. Преголем ли е ризикот ако се вратат децата во клупите или пак наставата да се одвива по далечински пат? Станинова Мирчева вели дека треба да се послужиме со искуствата од европските земји. Според неа, комбинирана настава би било добро решение. Една недела одат на училиште со физичко присуство, а другата недела се со онлайн настава, со тоа што се врши размена на децата. Значи наставникот си е континуирано во училиште, а се прави ротација на децата со цел да има помалку деца во училница. Работата на наставниците и на учениците е во училниците. Децидна е наставничката Станинова Мирчева, но прашува дали државата е подготвена во време на епидемија да им гарантира заштита на здравието на учениците, наставниците и на целиот кадар во училиштата. Ризикот е голем доколку би дошле на училиште, тоа го знаеме, дека тие сепак се деца, колку и да се внимава, како и да се внимава, нашите училници се толкави, значи не би можеле да бидат сите заедно, не би можеле да присуствуваат сите наеднаш. Се поизвесен е почетокот на учебната година со физичко присуство на учениците. Одлуката според најавите на надлежните ќе се официјализира следната недела, односно само 10 дена пред стартот на школската година. Деца со маски, скратени часови, засилено сменско работење, посебни хигиенски услови. Ова се дел од прелиминарните протоколи кои родителите и просветните работници се уште имаат дилеми.